Добар ден, вести во 18 часот, ова се настаните на денот. Средба Мицкоски Ердоган во Анкара. Потврдена стратешката соработка меѓу Македонија и Турција. Не можеме да ја ревидираме историјата на барање на друг, вели председателката Силјановска. Филипче ја повика да се приклучи на фронтот за вистина и правда. Од ВМРО ДПМН му вратија. Актуелното државно раководство на прво место ја става сопствената држава Македонија. Избран конзорциум од кој ќе го гради автопатот Скопје-Блаце. Се очекува да биде готов за 3,5 години. Исклучително комплициран проект. На него имаме 5 тунели, имаме 2 галерии, 12 мостови. Јакимовски ке бара одложување на казната. Тврди дека се уште не ја добил пресудата, а добил упатен акт за во затвор. До каде оди некоректноста, до ден денеска се уште неам добиено пресуда. Премиерот Христијан Мицкоски денеска остварил билатерална средба со председателот на Турција Реджеп Тајип Ердоган, на која, како што напиша на социјалните мрежи, била потврдена традиционално блиската пријателска и стратешка соработка меѓу двете земји. На средбата Мицкоски ја нагласил важноста на Турција како значаен економски и политички партнер на Македонија, посочувајќи дека владата останува посветена на создавање поволна и предвидлива деловна клима за нови турски инвестиции и отворање работни места. Од своја страна Ердоган ја потврдил поддршката на Турција за развојот и просперитетот на Македонија, како и подготвеноста за понатамошно зајакнување на билатералните односи во сите области од заемен интерес. На средбата биле разменети мислења и за актуелните регионални и меѓународни предизвици, при што била нагласена потребата од стабилна соработка и економски развој на регионот. Конзорциум, предводен од македонската фирма Гранит, ќе го гради автопатот Скопје-Блаце, информираше вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски, кој оцени дека ова е сигнал за целиот градежен сектор во Македонија. Информацијата Николовски ја соопшти по средбата со директорот на Канцеларијата на Европската банка за обнова и развој Фатих Туркменоглу, со кого, како што информира од Министерството за транспорт, била изразена заедничката подготвеност за продолжување на партнерството и поддршка на идните инфраструктурни проекти кои се од стратешко значење за државата. Николовски по средбата порача и дека очекува проектот за автопатот Скопје-Блаце да биде завршен за 3,5 години. Исклучително комплициран проект. На него имаме 5 тунели, имаме 2 галерии, 12 мостови, или вкупно околу 40 објекти заедно со помалите објекти. Тоа е еден голем инженерски потфат, голем градителски потфат. Но ќе докажеме дека како држава можеме да работиме големи проекти. Планирано изведувачот да го заврши овој проект во рок од 3,5 години и за најдост на 3,5 години да имаме автопатско поврзување од Скопје до Блаце, односно од Македонија до Косово и до Црна Гора. Овој коридор е исклучително значаен, затоа што Македонија ја поврзува со Косово, но и со Црна Гора. На дневна основа многу патници поминуваат по него, а со поврзувањето и со Косово и со Црна Гора се отвора уште едно пристаниште за македонскиот бизнис, за македонското стопанство, тоа е пристаништето во Бар. Власта и опозицијата и денеска со меѓусебни обвинувања за македонските евроинтеграции. Лидерот на СДСМ Венко Филипче преку социјалните мрежи порача дека председателката Силјановска Давкова ги потврдила ставовите, дека историските спорови не се дел од условите за земјава. Од ВМРО ДПМН пак повторија дека промената на уставот е само почеток на бугарските барања. Ивана Стојановска. Опозицијскиот лидер Венко Филипче смета дека историските спорови со Бугарија и работата на Мешовитата комисија не се дел од условите за продолжување на преговорите, туку билатерално прашање меѓу двете земји.
Според него тоа го потврдила и претседателката Силјановска Давкова во нејзиното последно интервју, во кое меѓу другото вели дека Македонија го губи времето на решавање историски прашања, бидејќи тие се исклучени од конститутивните акти на ЕУ и дека земјава треба да се концентрира на европеизација преку копенхашките критериуми. Филипче ваквата изјава на Силјановска Давкова ја толкува како признание, но и потврда на она што СДСМ го говори подолг период и прашуваат дали претседателката сака да се приклучи на фронтот за вистина и правда. Прв пат некој од ВМРО јавно да го кажува она што ние во СДСМ, а сега и во големиот граѓански фронт го повторуваме веќе долго време. Историските спорови со Бугарија и работата на историската комисија не се дел од условите за продолжување на преговорите со Европската унија. Тоа е билатерално прашање меѓу Македонија и Бугарија, а не европски услов. Упорно објаснуваме дека реформите и копенхашките критериуми се европски барања, а не бугарско прашање и дека се клучни за продолжување на преговорите. Гордана, ви благодарам за вистината. Како професорка по право, се надевам дека наскоро ќе бидете и на страната на правдата, наведува Филипче во објава на социјалната мрежа X. Од кабинетот на Силјановска не го коментираат ставот на Филипче, додека од владеачката ВМРО ДПМН обвинуваат дека опозицијскиот лидер слугува на бугарските наместо на македонските интереси. Оттаму се настав дека внесувањето на бугарите во уставот нема да биде последното барање од Софија. Сметаат дека граѓаните ги поддржуваат надворешните политики на власта и се против уставни измени под бугарски диктат. Актуелното државно раководство на прво место ја става сопствената држава Македонија, сопствениот јазик, идентитет и се што е македонско. Дека политиката која се води е во вистинска насока, неделава покажа и истражувања на јавното мислење. Високи 80% се против вклучување на бугарите во уставот под диктат на официјална Софија. СДС мора да разбере дека со промовирање на идејата за бугари во устав не се става крај, туку само се отвораат низа на прашања и проблеми за Македонија. Дека уставните измени ќе бидат почеток, а не крај на барањата од официјална Софија, порача и премиерот Мицкоски по средбата на претседателката Силјановска Давкова со незината бугарска колешка Илијана Јотова. Според Мицкоски на таков начин ќе се отвори Пандорината кутија, од која ќе произлезат низа други барања, а работата на историската комисија ќе биде само едно од нив. Ке станат ли минато казината и обложувалниците во близина на училишта и детски игралишта? Све што е навик може да биде и одвик. Децата се числист, како што им даваш повеќе можности во тој момент ќе ги користат. Поранишниот градоначалник на Карпош Стефчо Јакимовски ќе побара одложување на извршувањето на затворската казна од здравствени причини, откако кривичниот суд објави дека тој мора да се појави во затворот Скопје на 2 јули, за да започне со издржување на казната. Деталите од Елизабета Дамјановска Спасеновска. Поранишниот градоначалник на Карпош Стефчо Јакимовски, осуден за поставување на времен објект, денеска реагираше дека се уште нема добиено присуда и затоа не може да поднесе жалба до Врховниот суд, но откри дека ќе бара одложување на казната од здравствени причини. Јакимовски повтори дека според него станува збор за политичка, а не судска одлука, која има за цел тој да биде спречен да се кандидира за градоначалник на општината на евентуални предвремени избори. До каде оди некоректноста, до ден денеска се уште неам добиено пресуда. Што е крајно некоректно и невообичаено, а јавноста мора да знае дека роковите за жалба, односно правосилноста на пресудата станува тогаш кога ќе добие тој што е осуден, а јас се уште ја немам за да можам да поднесам жалба до Врховниот суд на Република Македонија. Јакимовски реагира дека ова е прв случај во кој е донесена одлука за ефективна затворска казна за дивоградба, а особено нагласува дека станува збор за времен објект, кој како што напоменува е граден по стандардите пропишани за времени објекти и 13 години им служел на граѓаните на Карпош. Јас го замолувам и го повикувам Врховниот суд да се одважи и да го земе овој предмет во обработка и да покаже дека барем еден суд во оваа држава има кој што е спремен да одолее на притисоци на власта и не само на мене, на граѓаните на Карпош и на цела Македонија да им покаже дека сепак правда има во оваа држава и дека оваа апсурдна ситуација во која што некои се
цело време се обидува да политиката ја пренесе и во судовите, е недозволива. Јакимовски на 2 јули треба да се јави во затворот во Шуто Оризари на отслужување на затворската казна. Ова следува откако апелација му ја потврди едногодишната затворска казна за делото бесправно градење поврзано со општинската барака. Во казната, како што појаснуваат од судот, му е пресметано и времето поминато во куќен притвор во периодот од 10 март до 15 август 2019 година, што значи дека Јакимовски ќе треба да одлежи затворска казна од уште 7 месеци. Според законот за извршување на санкции, упатниот акт на Јакимовски треба да му се достави лично. Тој потоа има право на жалба до кривичниот совет, но жалбата не го одложува извршувањето на решението. Ке станат ли минато казината и обложувалниците во близина на училишта и детски игралишта? Владиниот предлог предвидува тие да бидат оддалечени најмалку 500 метри од нив. Дел од граѓаните велат дека ја поддржуваат мерката, оценувајќи дека тоа би придонело за поголема заштита на учениците. За ова Сања Трајковска-Ставров. Казино или облажувалница спроти училиште или детско игралиште. Ваквата слика би можела да стане минато доколку новиот закон за игри на среќа го мине собранискиот филтер. Според владиниот предлог, освен оддалеченост од 500 метри на деловните простории во кои се приредуваат игрите на среќа од основни и средни училишта и ограничување за рекламирање, така наречените коцкарници ќе треба да исполнуваат европски критериуми, бидејќи текстот предвидува воведување на стандарди за спречување на перење на пари и финансиски криминал, при што секој автомат ќе биде електронски поврзан со системот на УЈП, што ќе овозможи надзор врз неговата локација и работење. Дел од граѓаните кои ги пресретнавме пред камерата на Канал 5 велат дека ја поддржуваат идејата објектите за обложување да се дислоцираат и да бидат подалеку од очите на децата и младите. Некои пак сметаат дека треба да има побалансирано решение. Не е лошо, нека направат што се прави, све е добро. Све што е навика може да биде и одвика. А кажете ми, мислите дека ако помине законов дека реално ќе се спроведе на дело? 100%. Да? Да. Дали реално децата ќе престанат да одат во коцкарници? Па се намалува шансата. Мислам дека децата се числист, како што им даваш повеќе можности, во тој момент ќе ги користат, бидејќи не знаат. Така да мислам дека е добар начин да се насочат. Можеби не се насочат, така добравате, барем да се оттргнат од полошите. Сега овие тука работа да им затвориш не иде. Сега стварно тука децава се коцкаат, ама. Со на УЈП системот ќе бидат поврзани за да нема злоупотреби. Тоа државата требало и порано си мисли, нема ги приватни фирми да лапаат поише, а државата да не го пуни џепот. Тоа меѓу нив, ама не да биде на рачун на овие што се коцкаат. Сепак во предложениот член 24 од законот стои дека спортските обложувалници би се изземале од правилото да бидат на 500 метри од училишта, но доколку се толку близу до образовна установа, нема да смеат да работат со видеолотариски апарати или електронски игри на среќа. Предлог законот, кој веќе го мина првиот чекор во законодавниот дом во Комисијата за финансирање и буџет, не е прв обид за ограничување на пристапот на децата и младите до обложувалниците и казината. И во 2024-та имаше собраниска постапка за слично законско решение, со кое се предвидуваше и спортските обложувалници да бидат на 500 метри од училишта. Законот беше изгласан во собранието, но не стапи на сила бидејќи тогашниот председател Стево Пендаровски не го потпиша указот и го врати во собранието. Битолското основно јавно обвинителство донесе наредба за спроведување истражна постапка против 36 годишник, кој 6 месеци силувал 12 годишно девојче во Битола. Обвинителството вели дека тој од јануари до јуни годинава во неколку наврати вршел полов однос врз 12 годишно девојче, со што извршил продолжено дело силување на дете кое не наполнило 15 години од член 188 став 1 од Кривичниот законник. Со девојчето родено од 2014 година контактирале и се допишувале на социјалните мрежи, а покрај тоа што сексуално го злоупотребил, осомничен е и за кривично дело прикажување порнографски материјал на дете од член 193 став 4 во врска со став 3 од Кривичниот законник, соопшти обвинителството.
поради опасност од бегство, можност осомничениот да го повтори делото, но и да влијае врз оштетената и незиниот исказ и врз други сведоци. Јавниот обвинител до судијата на претходна постапка доставил предлог за определување мерка притвор. Ги завршуваме вестите, се гледаме во вечерните. Пријатно!